Darko Pančev. Гол кој придонесе името на Дарко Панчев да се споменува на сите меридијани во светот, на земјината топка, затоа што тоа не беше обичен гол од дербито Вардар и Партизани, не знам, туку гол за победа, гол за европски шампион, а потоа и за светски Зvezda je pobednik Kupa evropskih šampiona. Najveći uspeh jugoslovenskog klubskog fudbala. Darko. Благодарам прво на сите што дојдовте. Навистина гледам прекрасни луѓе. Фала и на играчите од мојата генерација кои секако дека без нив не би бил тоа што би бил. Но и на моиве од кисела вода кога почнав она прв пат почна да не запознава публиката на оние фудбалски турнири. Знаеш, тука кога си играа во Кале и во Аутокоманда, но со нашата екипа ПАВАП, тука прв пат почна вака публиката да не запознава. Да се пишува една биографија, навистина видов дека тешко треба многу комуникација и со луѓе, контакти. Ги почитувам сите и генерацијата на Мето која била феноменална, имало одлични генерации Вардар, али мислам дека оваа генерација успеа да се издигне со својот квалитет над некои, да кажеме, табу теми кои биле порано тешко да се победува надвор и така натака, значи стварно имавме една феноменална фудбалска генерација која мислам дека направи нашиот народ во тие 5-6 години да се осеќа баш она гордо, да осети дека македонецот има квалитет, дека вреди нешто и мислам дека тоа сите навистина го осеќавме како публиката, така и ние играчите и навистина беше тој еден многу убав период за сите нас и во Скопје и во Македонија. Даре Панчев ги поминал најдобрите школи што ние ги заборавивме или ги срушивме. Фудбалот е спорт во кој што резултатите се евидентни, тие се регистрираат и тие не смеат да се промашат. Ако се промашат, тогаш не сме кажале вистината. Знаете кој го тренирал Дарко? Тоа биле најдобрите учители. Ако го прашам, добро Здравко, викам, што е работата? Рингов вика, имало и други центар форови, ама не давале гол. Зошто сите вика дека Рингов умести, тој дава. И Здравков ми вика, Зоки да ти кажам една работа, Господ го дал. И со тоа се ја кажам. Дарко кога дојде скок на 3 генерации, за да влезе со начата, после направи не кенгурски скок, него скок до звездите. Јас 100 пати сум кажал, најбрз играч на пола метро во Европа. Беше направена неправда кога беше најдобар стрелец во сите лиги национални во Европа, што копачката поради оние настани што се случува во поранешната држава не му беше доделена на време. Ете, неправда има сегде, неправда беше и тука, неправда беше што веднаш ја доби златната копачка, но бевме весели кога Платини по 3-14 години дојде во Скопје и во Александар Палас со представници на екип му ја додели копачката и тогаш навистина се почувствувавме дека дошло до некој равнотежи, дека сме исти со сите оние фудбалери од сите европски земји. Панчев има она ударна игла што има смисла. Да играш фудбал, има смисла да го даеш гол. Никој не би имал такмица кој е 0-0, нели? Значи, он ги го направи фудбалот да има смисла. Идеш 1-0, 5-0, он го прави тоа. Меѓутоа, он го направи фудбалот во Југославија да има смисла. Зашто? Заради тоа што многу генерации у Југославија играле фудбал, млади деца, од Шекуларац, неговите тренери, меѓутоа никој не успел и затоа Панчев као, не знам, Јосип Броз Тито, историска личност, затоа што времето го одбрало Тито, времето го одбрало Панчев. А Дарко Панчев со своите резултати и головите ја кажа токму таа вистина дека Македонија има еден врвен фудбалер, како што французите напишаа после неговиот прв настап за Црвена звезда во Франција, кога постигна од 6-5 голови. И просто се чуделе кој е ова момче. И ден денеска е на ранглистата на најмладите професионални фудбалери во сите професионални лиги во светот, што на негова возраст
за разлика од другите, секад има млади, е најмлад. 19 голови постигна и тоа останува запишано како рекордер. Во нашиот зборски живот, во сите тие патувања, припреми, кои што се изузетно напорни, тоа е еден многу напорен живот, меѓутоа на вистина има толку убави работи, ние многу пати сме збореле на таа тема, да има некој да не прател и да све да запишува, тоа би било, мислам, не бестселер, само би се барало што поише се чита. Мислам дека во книгата она што го зборуваат е вистина и затоа прочитајте што пишува. Ви благодарам што дојдовте и се надевам дека ќе ви биде интересна книгата.